а сега да ви ја најавам веќе нашата прва денешна гостинка. Ви споменав, тоа е Ана Тодоровска, психолог. Психолог ни е преку потребен во овие тешки времења. Добро утро до Ана, добро утро и до Ирена. Добро утро, Искра. Ви посакувам убав понеделник, ако тоа е воопшто возможно. Ана, сакав за почеток само да ве прашам со оглед на тоа што постојано слушаме, гледаме неубави вести, обременети сме веќе со тешки, мачни информации. Сега не сакам да ве прашам како да останеме нормални, затоа што знам дека вие психолозите тој термин нормални не го сакате, но еве како со сето ова што не обкружува да го задржиме здравиот разум. Вие лично што правите? Што практикувате? Ова прашање кога некој ќе ми го постави, секогаш кажувам да се фокусираме на она што е во наша реална моќ и контрола и на она врз кое што можеме ние реално да влијаеме. Не можеме да го спасиме цел свет, но со мали чекорчиња. Така, некој ќе каже нели дека еден поединец не може многу да влијае, меѓутоа секогаш можеме да влијаеме на изборот што го правиме во текот на денот, на нашите навики. Тука ќе спомнам за мене лично редовно вежбање, здрава исхрана, пазам што внесувам, меѓутоа исто така и здрави односи и контакти, селекција на круговите во кои што се движиме и со кого комуницираме. Да елиминираме она што не треба, а да се ги задржиме вистинските луѓе. Така, и исто така тука ќе спомнам престој во природа и исполнување на нашите хобија, односно исполнување на нашето време со сето она кое што прави да се чувствуваме исполнато, без разлика дали тоа има смисла за другите или нема. Важно е што носи тоа за нас. Да се ја нараниме душичката. Така. Експресивна арт-терапија, интересна тема. Ирена, повели. Искра, ти благодарам за убавата најава и ми се допадна она што го кажа да си ја нараниме душичката. Да. Токму со арт-терапијата, мислам дека е еден тип на милување, односно галење на душата. Да ја представам еве официјално јас нашата утринска гостинка, Ана Тодоровска, психолог и практичар на експресивна арт-терапија. Доаѓате, Ана, од Центарот Простор, кој што веќе минатиот месец правевте една година од постоење. Какви се вашите впечатоци за оваа година? Јас сум позитивно изненадена и многу сум радосна за оваа година, бидејќи многу нешта се случија. Направивме околу 30 работилници, учествував на една конференција, многу луѓе запознав, некои од нив се веќе редовни на работилниците и така има една убава енергија, соработка и веќе еден видлив личен развој кај сите учесници. Сега темата денеска ни е експресивна арт-терапија. Малку невообичаен термин и не можеби многу од гледачите за прв пат се среќаваат со ова. Ајде да објасниме за почеток што значи експресивна арт-терапија и потоа ќе ни кажете за кого е наменета. Така. Арт-терапијата веројатно како термин е познат кај луѓето, меѓутоа арт-терапијата се фокусира на еден вид на уметнички израз, најчесто тоа е ликовната терапија. И затоа кога ќе кажем арт-терапија, веројатно сите поврзуваат со некакво сликање, со цртање и најчесто луѓето сметаат дека тоа е само за деца. Меѓутоа, тука би сакала да дополнам дека експресивната арт-терапија и тоа што е карактеристично за неа е интермодалноста, односно таа ги користи сите видови на невербален израз, вклучувајќи го и вербалниот, а интермодалноста представува премин од една форма на израз во друга форма на израз. Тоа значи дека ако започнеме со ликовен израз, понатаму нашиот цртаж можеме да го претвориме во песна и да го изразиме тој цртаж преку инструмент, не мора да знаеме да го свириме инструментот. И тука сакам да нагласам дека луѓето често се спречуваат да дојдат на работилница, да се изразат, имаат таа кочница, бидејќи сметаат дека не се талентирани или дека не знаат да цртаат, не знаат да пеат, не знаат да танцуваат, меѓутоа ќе го охрабрам секој кој што ќе осети потреба и кој што би сакал да го истражи овој вид на израз, да дојде и да не се грижи едноставно, бидејќи не се фокусираме на уметничкото дело како и неговата естетска вредност, туку на самиот креативен процес. Ана, за момент ќе ве прекинам. Одат веќе фотографии, инсерти од ова се дела од луѓето кои што доаѓаат на арт-терапија, така? Така. Сега ова се дела од вашите работилници.
Какви се прво имате тука гледам интересни материјали. Кои материјали ги користите? Кој ги обезбедува овие материјали? Дали корисниците, односно луѓето кои што доаѓаат на работилница сами или ги обезбедува вашиот центар простор? Сите материјали се вклучени во работилницата од моја страна. Значи, однапред се обезбедени. Ќе спомнам дека секој терапевт кој што се занимава со арт терапија, експресивна арт терапија, располага со арт бифе, односно тука ги обезбедуваме сите можни класични материјали, меѓутоа вклучуваме и секаков вид на предмети кои што сметаме дека би можеле да бидат арт материјал. Тоа може да бидат необични предмети, било какви опаковки, остатоци, еколошки предмети кои што може да се рециклираат, така? Се може да биде арт материјал. Но овие работилници, мислам, овие слики кои што сега поминуваат, користиме различни видови на техники, поминаа веќе некои слики, користиме ликовна експресија, меѓутоа има работилници кои што ги организирам со употреба на глина, формирање на глина, исто така отпаден текстил, стара облека ја претворам во материјали за работилници, исто така поминаа неколку слики за работилници кои што вклучуваат телесен израз, експресија преку тело и движење. Тоа не нужно мора да биде некаков вид на танц, бидејќи немаме ние спремна кореографија, работиме со интуитивно движење, она што доаѓа како импулс во моментот. Ако можеби во моментот некој сака само раката да ја движи, и тоа е еден вид на информација за тоа лице, и тоа е еден вид на невербална експресија. Сега, веднаш да кажеме за кого е наменета оваа арт терапија, кој се може или кој се дел од вашите работилници, за кои лица, и какви се придобивките од истата? Арт терапијата може да се работи со сите категории, со сите возрасти, меѓутоа важно е лицето да процени само за себе дали му одговара овој вид на израз. Дали сака да работи на таков начин или би се задржал на она класичната психотерапија само со вербален израз. Ќе кажам дека во арт терапијата има уште една додатна вредност. Ако во класичниот разговор помеѓу терапевт и клиент, тука го користиме само разговорот и диалогот како средство, тука внесуваме, тоа го нарекуваме како еден триаголник, внесуваме уште еден елемент во тој однос, тоа е уметничкото дело. Тоа уметничко дело ни дава нова информација и често викаме, ние луѓето сме проективни суштества, ни дава нова информација и го проектира своето несвесно во тоа дело, за кое што заедно понатаму истражуваме и затоа велиме дека секој клиент е најдобар експерт за своето дело. Значи, терапевтот не го толкува делото, туку само помага во процесот на истражување што тоа значи за самиот клиент. Повторно ќе кажам, значи за сите возрасти одговара, може да се примени во голем број на предизвици и животни потешкоти. Едноставно да се тргнат луѓето од секојдневието, да ги пренасочат мислите на нешто, на уметност, на нешто креативно, нешто што може би носат во себе, она што го чувствуваат и го носат во себе, да го изразат преку оваа арт терапија, преку овие дела за кои што материјалите ги обезбедувате вие. Сега да најавиме една работилница која што ќе се случува на 23 јануар, за која што веќе местата се пополнати, бидејќи навистина има голем интерес, ама еве можност да ја најавиме да слушнат и нашите гледачи за каква работилница станува збор, можеби понатаму да си го обезбедат своето место на време. Така, на 23 јануари организирам бесплатен вебинар, кој што ќе ја обработи токму оваа тема, експресивна арт терапија, ќе зборува малку подетално за историјата, како е настаната, како се применува овој пристап, кои се придобивките. Исто така ќе бидам отворена за сите прашања, се што ги интересира луѓето ќе може да прашаат. Исто така може слободно кој има желба и потреба нешто повеќе да знае да ме исконтактира, дали преку социјалните мрежи, дали преку имейл адресата, и да постави прашање сето она што го интересира или можеби едноставно само да се информира за самиот пристап, за работилниците во простор, да се пријави ако сака да учествува, отворено со работа. Сега да кажеме простор каде се наоѓа? Од центарот на Скопје, така? Простор се наоѓа во рамки на социјален центар Дуња моментално, каде што ги организира малите работилници.
кои што фаќаат во моментот 4 до 5 лица или малку поголеми, да кажам, средни работилници, околу 12 лица има капацитет. Меѓутоа, исто така соработувам и со други простори, нели повремено, каде што организираме работилници со движење. Исто така би сакала да соработувам и со сите засегнати страни, секој кој што ќе се најде повикан од оваа тема, значи со различни видови на јавни и приватни простори. Видовме навистина интересни фотографии, слики, интересни предмети изработени од луѓето кои што доаѓаат на вашите работилници. Во план е некоја изложба од сите овие уметнички дела, бидејќи така. имаше навистина интересни материјали. Видовме некои како од пластика, така беше, како од можеби пластични цевки беа, јас на брзина вака успеав да видам. Да, секакви материјали може да се користат. Јас одам кон тоа да се користат што е можно поприродни материјали, еколошки материјали, значи дали се тоа дрвца, камчиња, школки, пченка, леќа, сето тоа може да се вклучи како арт материјал. Би најавила дека понатаму со формирање на постојани групи ги повикувам сите кои што се заинтересирани да работат неколку месеци на себе и на својот личен развој преку креативен израз. Понатаму може да организираме една заедничка изложба и така луѓето ќе може од прв план да се запознаат каков е тој вид на творење. Колку време траат работилниците и колку пати неделно се одржуваат? Во моментот Тоа не го спомнав. во моментот во рамки на простор организирам 2 работилници месечно, меѓутоа исто така соработувам со Црвениот крст и работам во советувалиште за жртви на семено наследство, каде што исто ги применувам овие техники. Меѓутоа се надевам дека понатаму ќе можам нели повеќе пати во текот на месецот да организирам различни Временски колку типови. се една работилница, еден Една час? работилница трае минимум 2,5 часа. Значи подолго временски период. Да, бидејќи потребен е нели тој процес, тој може би карактеристично дека е потребно подолго време, меѓутоа секогаш започнувам со една креативна визуализација каде што се поврзуваат учесниците со себе, со своето дишење, со емоциите и понатаму треба нели време да се изработи самото дело и учесниците да бидат во контакт со креативниот процес за понатаму да заокружиме нашата средба. Значи, сепак придобивките се големи, така, за сите оние учесници. Се надевам ке не викнете следен пат кога ќе организирате за прв пат изложба, бидејќи простор, односно вашиот центар е релативно млад, постоите 1 година. Така. Меѓутоа за сега имате навистина, вие сте задоволни, има интерес. Уште само за крај да прашам, повеќе се повозрасни луѓе во трето доба или доаѓаат повеќе млади? Со какви кажавте дека нема старосна граница, Така, нема ограничувања. да. Меѓутоа, дали може и луѓе во трето доба да дојдат кај вас? Може, секако дека може, да. Возрастната категорија од оваа мината година е отприлика од 23 до кај 65 години. Меѓутоа може и повозрастни од 65 години, така? Секако, да. Добре Така. дојдени се сите. Ана, благодарам многу за гостувањето, посакувам многу успех и се гледаме во наредна прилика, можеби да најавиме следна изложба. Благодарам. Искра, ние тука завршуваме. Толку ние и Ќе се викнеме пак, Ана. И то како ни се потребни психолози. Ви благодарам многу и на двете.